Во завршна фаза е реконструкцијата на кровната конструкција, фасадата и промената на прозорците во клиничката болница во Битола. Одлично функционираат одделот за офталмологија како и интервентната кардиологија, а оваа болница е зајакната и со нов кадар, изјави при денешната посета на Битолската болница министерот за здравство Никола Тодоров. Во изминатиот период оваа болница сериозно и кадровски се зајакна. Имаме реализирано од средината на 2012 година до денеска 250 нови вработувања. Тоа се 250 лица кои што се вработени во клиничката болница и кои што пополниле испразнети места, кадар кој што бил потребен и неопходен на болницата, од кои 46 се доктори. 23 доктори се пратени на специјализација, од кои 5 доктори се испратени на специјализација во странство. Исто така имаме и 10 кофинансирани специјализации за оваа болница, со што бројот на специјализанти ќе се зголеми за овој број, за 10. И очекуваме и тие по завршување на кофинансираната специјализација да се вратат и да продолжат да даваат услуги во клиничката болница во Битола. Тодоров најави и втора и трета фаза од реконструкцијата на болницата во вредност од 635 милиони денари, која ќе опфаќа комплетна реконструкција на внатрешноста на болницата. Треба да се комплетно реновира стационарниот дел и амбулантите. Треба во втората фаза, а во третата фаза комплетно да се реновираат и операционите сали, интензивната нега и инфективното оделение. Ќе бидат реновирани така да сериозно ќе се подигне стандардот на болницата. Во смисла на тоа да има помал број на болнички кревети во секоја соба, да има тоалет во секоја соба, да има посебна соба за изолација со негативен притисок за инфективни болни, нешто што сериозно ќе го подигне стандардот, нова комплетна современа интензивна нега и одлични услови или операциони сали по сите највисоки стандарди, со што клиничката болница во Битола ќе добие вака еден комплетно нов флик однатре и ќе сериозно ќе може да се подигне нивото на квалитет на услугите кои што се даваат во Битола, имајќи ги предвид условите што сакаме да ги креираме. Со програмата за подобрување на состојбите во здравството, Тодоров најави дека е предвидена и набавка на нова опрема во вредност од 1 милион евра, како и реконструкција на одделението за физикална терапија.